Расте бројот на заболени од COVID-19 во Штип. Вирусот е проширен во уште една текстилна компанија, така што во скринингот заедно со останатите 5 компании опфатени се околу 800 лица. Општинскиот кризен штаб одлучи секоја поголема компанија да обезбеди така наречени COVID координатори. На состанокот на кризниот штаб во Штип присуствуваше и националниот координатор на кризните штабови за заштита од COVID-19, вице-премиерот Бујар Османи. Веќе е време да се создаде нова позиција во сите институции кои што имаат повеќе вработени. Дали се тоа приватни или државни. А тоа е COVID координатор. Бидејќи очигледно оваа болест ќе трае, оваа епидемија ќе трае. И за да ги заштитиме вработените, но и за да ги заштитиме компаниите од затварања кои што ќе донесат до значителни економски загуби, најисплатливо за сите е доколку секоја компанија, но и државна институција назначи COVID координатор, чие што единствено работни задачи ќе биде внимавање за имплементирање на протоколите. Очигледно дека инфекцијата се шири во моментите на помалку внимание и помалку контрола во овие колективни компании и институции. И сметам дека доколку ова се воведе во институциите, дали се приватни или државни, значително ќе можат да се заштитат и вработените, но да се заштитат и компаниите од затварање и економски загуби. Градоначалникот на Штип Благој Бочварски вели дека не е време за ширење на дезинформации и политички препукувања, туку момент на сериозен пристап и од страна на институциите и од страна на граѓаните. Крајно сериозна е состојбата и ако сериозно ја сватиме, многу брзо и ефикасно ќе излеземе од оваа криза. Првиот бран го пребродивме заради сериозноста на граѓаните, на институциите, а вториот бран очекувам исто така да продолжи со целосна комуникација и координација со граѓаните. Дали во Штип и во општините каде има пораст на заболените потврлија институциите или граѓаните, во овој момент не е важно, изјави координаторот Османи. Сега е време на мобилизирање на сите капацитети за да се стопира ширењето на вирусот и време на највисоко ниво и на лична, но и заштита на колективното здравје.